Разбираш ли, Владимире, земјата, иако е голема, таа е многу, многу чувствителна. Еве, ти си голем во однос на комарецот, а ако комарецот застане на тебе, ти го чувствуваш. И земјата се чувствува кога ја покриваат со бетон, со асфалт, кога ги сечат и ги палат шумите, кога и чепкаат во утробата и кога истураат во неа прав наречен вештачко ѓубре, неа тоа ја боли. Но таа и натаму продолжува да ги сака луѓето како мајката што ги сака своите деца. Земјата се грижи да ја прими во својата утроба човечката злоба и само кога нема сили да ја издржи, злобата избувнува преку вулканите и земјотресите. На земјата треба да й се помогне, не и за и дава сила нежното и внимателно однесување. Земјата е голема, но таа е многу чувствителна и таа чувствува кога ја допираат со љубов, па макар и со една човечка рака. О, како го чувствува и како го чека тој допир. Во Русија известно време земјата се сметала за заедничка и за ничија конкретно. Луѓето не ја прифаќале како своја. Потоа настанале промените и почнале да им доделуваат на луѓето мали парцели земја како домашни делови. Не е случајно тоа што тие парцели биле малечки, многу малечки, невозможно е на нив да се употребат технички средства, но русите кои копнееле за земјата веднаш започнале со радост да ја земаат и сиромашните и богатите. Ништо не може да ја прекине врската на човекот со земјата. И кога ги добиле своите мали парчиња земја, луѓето почувствувале интуитивно милиони човечки раце со љубов ја допреле земјата. Токму со рацете, а не со технички средства, луѓето нежно комуницирале со земјата на своите малечки парцели. И таа почувствувала допирот од секоја рака посебно. И земјата собрала сили во себе за да може да издржи уште. Тогаш, што произлегува од тоа? На секој градинар треба да му се подигне споменик како на спасител на планетата? Да, Владимире, тие се спасителите. Но не може да бидат изработени толку многу споменици, подобро е да се прогласи еден заеднички празник во текот на еден или два неработни денови. Денот на градинарите или денот на земјата, така да се нарекува тој празник во календарот. А, празник! Плесна со рацете Анастасија. Колку убаво го смисли ова. Празник! Без друго ни е потребен весел, радосен празник. Еве, ти со својата светлина посвети се на нашата влада и на пратениците од Државното собрание нека прогласат еден таков закон. Не ке можам да се пробијам таму, нив ги обсема секојдневната суета, им се наложува да изнајдат многу решенија, немаат време за мислење и нема никаква смисла да се развива нивното сознание. Тешко ќе им биде да ја осознаат, да ја видат вистинската реалност. Нема да им дозволат да донесат поавтентични, посоодветни решенија од оние што сега ги носат. Па кој може да забрани на владата, кој може да му забрани на председателот? Вие, масите, мнозинството, правилните решенија ќе ги наречете непопуларни мерки. Да, во право си, кај нас сега владае демократијата, најважните решенија се носат од мнозинството, тоа секогаш е во право. Најголемото осветлување на почетокот секогаш се појавува кај поединците, а мнозинството се осветлува по известно време. Ако е тоа така, зошто тогаш постои демократијата, зошто постојат референдумите? Тие се неопходни како амортизери за да нема тешки потреси. Кога ќе се истрошат тие амортизери, тогаш настануваат револуциите. Времето на револуциите секогаш е тешко за мнозинството. Но празникот на градинарите не е револуција. Што има лошо во тоа? Таквиот празник би бил добар, тој е неопходен, нужен има и на луѓето. Треба да се донесе колку што е можно побрзо. Ке размислам како да се случи тоа што побрзо. Еве ќе ти помогнам, јас подобро знам кои действија имаат поголема ефикасност во нашиот живот. Јас во весникот или не, во твојата книга ќе напишам за градинарите и ќе ги замолам луѓето да испраќаат телеграми до владата и до Државното собрание. Молам да биде прогласен празник на градинарите од викендичките и празник на земјата. А на кој датум треба да биде празникот? 23 јули.
Зошто 23 јули? Денот е соодветен бидејќи тоа е твојот роден ден. Нели таа прекрасна идеја е твоја? Добро, значи луѓето да испраќаат телеграми со следната содржина. 23 јули да се прогласи за празник на градинарите и празник на целата земја. Откако во владата и во државното собрание ќе почнат да читаат, ќе се замислат зошто луѓето ги испраќаат овие телеграми, а ти со својата светлина кога ќе удриш. Ќе удрам, со сите сили ќе удрам и тоа ќе биде светол и прекрасен празник. Сите луѓе ќе се радуваат и на целата земја ќе биде радосно. А зошто треба сите да се радуваат? Тоа е само за градинарите. Празникот треба да се организира на таков начин што ќе можат сите да се радуваат, на сите да им биде добро. Тој празник ќе почне да се слави во Русија и тој ќе стане најубавиот празник на целата земја, празник на душата. И како ќе помине првиот пат тој празник во Русија? Никој не знае како да го празнува. Срцето секому ќе му потшепне што да прави, а јас сега ќе го моделирам. Во овој ден Русија нека осамне со блескава светлина, сите луѓе со своите семејства, со пријателите, па дури и сами да отидат на својата земја и да стапнат на неа со боси нозе. Оние што имаат малечки парцели на кои со сопствените раце ги одгледуваат плодовите, нека го дочекаат првиот сончев зрак меѓу своите растенија и да го допрат со своите раце секоја од тие растенија. Кога сонцето ќе изгрее, нека откинат по еден плод од секој растение и нека го изедат. И ништо повеќе да не јадат потоа до ручек. По ручекот да ги исчистат своите градини. Секој нека помисли на животот, во што се состои радоста од него и каква е целта на тој живот. Секој со љубов нека помисли за своите блиски, за своите пријатели, да помисли зошто растат неговите растенија и на секој од растенијата нека му ја определи неговата намена. И секој пред ручекот треба барем на 1 час да остане во осаменост. Не е важно каде и како, но задолжително да биде сам. Барем за време од 1 час да се обиде да погледне внатре во себе си. За време на ручекот нека се собере целото семејство, оние што живеат заедно, но и гостите кои што за тој ден дошле од далеку. Нека направат ручек од она што земјата родила до тој момент. Секој нека си стави на масата од она што му посакуваат срцето и неговата душа. Членовите на целото семејство нека се погледнат еден во друг со нежност во очите и трпезата нека ја благословат најстариот и најмладиот член од семејството. И нека се води спокоен разговор за доброто и за секого што се наоѓа на таа трпеза. Сликите што ги опишуваше Анастасија изникнуваа пред мене со една невидена живост, јаснотија, чистина. И јас самиот се видов на таа трпеза обкружен од други луѓе. Воодушевен од празникот, јас поверував во него како тој да беше веќе започнал. Тогаш реков: првата здравица треба да се наздрави пред да почне ручекот, да ги подигнеме чашите, да се напиеме за земјата, за љубовта. Чувствував како ја држам чашата во мојата рака, но Анастасија одеднаш ме прекина. Володија, да нема алкохолни отрови. Во мигот чашата ми исчезна од рацете и целата слика за празникот веднаш ми исчезна од пред моите очи. Анастасија, замолчи еднаш барем, не расипувај ми го празникот. Добро, штом сакаш, на трпезата нека има вино кое што ќе се пие во мали голтки. Епа, добро де, нека биде вино, да не се менуваат веднаш обичаите, а што ќе правиме по ручекот? Луѓето нека се вратат во своите градови откако ќе ги соберат плодовите од градините на својата земја, нека ги носат во кошници и нека им даваат и на тие што немаат. О, колку позитивни емоции ќе има во тој ден. Тие ќе ги победат болестите кај многу луѓе и кај оние кои го предпоставувале крајот и за кај оние кои што со години не закрепнувале, болестите ќе го напуштат човекот. Оние што се тешко болни или помалку болните во тој ден нека излезат да ги пречекаат луѓето кои што се враќаат од своите градини. Зраците на љубовта, добрината и донесените плодови ќе ги
излекуваат, ќе ги победат сите болести. Во тој ден во Русија ќе дојдат гости, сите оние кои како джинови ги родила земјата, како блудни синови тие ќе се преобратат. И во тој ден народот во цела Русија нека се разбуди во мугрите и во текот на целиот тој ден од струните на вселенската харфа нека звечат срекни песни и сите бардови нека свират на гитарите по дворовите и на плоштадите и на тој ден најстариот нека се подмлади и да стане каков што бил пред многу години. И јас, Анастасија, ќе се подмладам? И јас и ти, Владимире, ќе бидеме млади како денешните млади и старците ќе им напишат писма на своите деца, а децата на своите родители. И сосема малечките кои што го прават првиот чекор ќе влезат во среќен и радосен свет. И во тој ден ништо нема да ги натажи децата и нека нема разлика помеѓу мали и големи. И боговите на сите луѓе нека се спуштат на земјата. Во тој ден боговите на сите луѓе да се овоплотат во обични личности. И Богот, единствениот, вселенскиот, ќе биде среќен. Во тој ден и ти да бидеш многу среќен од љубовта на просветлената земја. Ете, ви раскажав за тоа. Понатаму вие постапувајте така како што ќе ви кажат срцето и душата.